Не се дава. Добро напред. Да се држиш. Владо се држи. Така ми како. Да се знае. Не можеш повече. Запаѓа државата, мораш. Мора. Не бива. Нешто на сека. Mislim to naš krijatari i lidje социјалдемократите маѓонис, почитувани во нашата средина, денеска е председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, другарот Зоран Заев. Тендеруар, почитувани, добар ден на сите. Ни правите голема чест, навистина на пладне време, работен ден е. Овде сте да се видиме. Тргнавме во посета на повеќе населени места, на градови, да се видиме со нашиот народ, да поразговараме за актуелните моменти во државата, да се договориме како понатаму ќе оди ова наша земја, како ќе го вратиме животот во нормала, како овие забегани институции кои што сите ги чувствуваме, пополека мора да ги демократизираме и да ги вратиме во нормала. Како ќе ги задржиме младите овде во државата, како ќе го подобриме квалитетот на живот за сите подеднакво, без разлика на нашата етничка, верска, па дури и политичка припадност. Не смее да има делби. Граѓаните кои што се финансиски спокојни и достоинствени може да се борат за својата слобода и демократија. Истинската политика во земјоделието пласман да се најде на тоа што се произведува земјоделство. Ќе се промени власт. Субвенцији има повеќе. Не може работниците да работат во фабрика за 9 или за 12.000 денари плата. Ние почнавме пред нова година да предадеме туто. Ми го врата. Една кутија, две кутии зимат, другиот ај назад, не чини. После кога ти почне да јавиш ова бомбите, после дојдат тие отма да го земеме туто. Зошто така? Се плаши. Се плаши од тебе. Ама после. Не, после. Сите ќе го земеме туто. А пред тоа не го зимаме. Значи тоа е се лага, се малтретирање. На средношколците и вика мора да полагате, после вика ај нема да полагате. На хонорарците ќе плаќате, нема да полагате. Ајде да му дадеме на Груевски 3.500 денари социјална помош, па да видиме дали ќе гледа семејство. Тоа е повеќе од понижување. Социјалната помош мора да се зголеми за 40% најмалку, за да може колку толку граѓаните да имат можности да го гледат своето семејство. Но при тоа главна задача на државата е да отвара работни места. Во делот на економскиот концепт годишно може Република Македонија 500 милиони евра народни пари преку буџетот да ги насочува за развој. Што значи тоа? Тоа значи дека секоја година треба да биде премиерот овде во Велес и да каже за Велес определуваме 20 милиони евра. Ајде да го видиме целото стопанство. Спремно е да инвестира 30 милиони евра за десетина фабрики. Државата ќе партиципира со 20 милиони евра. Ќе отвориме 10-20 фабрики, но работните места нема да бидат 9.500 или 10.000 денари плата. Ќе бидат 30.000 денари плата. Само при вакви услови ќе си ги задржиме младите луѓе овде да останат. Затоа, почитувани пријатели, најавуваме сосема нов концепт на државно буџетирање и распределба на националниот доход. Ние мораме да ја вратиме средната класа